присуството. Ова прва пресконференција на Левица како парламентарна партија. До сега овие 2 месеца ги проучувавме процедурите, бидејќи има доста бюрократија во парламентот. Ја посветивме во очи на утрешниот празник, ја посветивме на носење предлог декларација, која што пратениците на Левица денес ја доставија до председателот на Собранието на Република Македонија и е насловена како декларација за осуда на бугарските национал-шовинистички претензии. Декларацијата содржински содржи 10 точки. Имам примероци, подоцна ќе ги поделам чисто само информативно што таа бара. Во првата точка се бара осуда и отфрлање на така наречениот објаснувачки меморандум, кој што го донесе парламентот и владата во официјална Софија, како максималистички и експанзионистички барања кон Македонската република со закана за бугарско вето пред одржување на првата очекувана меѓувладина конференција на ЕУ со Македонија. Втората точка го прокламира правото на самоопределување на македонскиот народ како универзално и колективно право, кое што е гарантирано со императивниот јус когенс правен режим, кој е општо прифатен и е задолжителен за сите современи цивилизирани народи во меѓународното јавно право. Третата точка ја адресира владата и незиниот сервилен менталитет, односно бара поагилен, подржавнички и пожесток одговор дипломатски на провокациите кои што ние ги оценуваме како врховистички и великобугарски. Четвртата точка се однесува на апел до председателот на Републиката како доминус во меѓународното, односно во надворешната политика, за да се заземе за една проактивна патерналистичка улога во заштита на македонските национални интереси со цел испливување на историската вистина за злосторствата извршени од страна на бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна. Петата точка се однесува на реторзијата, односно на офанзивноста и промена на пристапот во нашата дипломатија, односно да ги стави на зелена маса нашите барања за признавање официјално на македонското национално малцинство во соседна Бугарија и официјално државно барање за извинување од бугарските власти за сите зверства извршени за време на окупацијата во Втората светска војна. Шестата точка се однесува на постигнување така наречена македонска платформа за национални интереси на македонскиот народ, односно национален консензус кој што ќе ги дефинира црвените линии на македонската влада, која и да е идна влада, како на внатрешен, така и на надворешен план. Тука мислиме пред се на зачувување на унитарноста, секуларноста, територијалниот интегритет, државните символи, инсигнии, името, јазикот и идентитетот, кои што ги сметаме за непреговорливи, односно било на билатерален или на мултилатерален план. Седмата точка бараме итно запирање со работа на некредибилната заедничка меѓувладина експертска комисија, која што ја обвинуваме за историски ревизионизам и квазинаучни шпекулативни фалсификувања со контроверзна рехабилитација на големо бугарските фашистички идеи, особено со бугаризација на ликот и делото на великанот Гоце Делчев и други историски фигури. Во осмата точка ги повикуваме академските и научно-образовни институции, како што се МАНУ, институтите за национална историја, македонска литература, македонски јазик, фолклор, универзитетите, невладините, медиумите и диаспората да не бидат неми посматрачи и да се спротистават на оваа ксенофобија од која што се шири од позиција на МОК од страна на полноправна членка на ЕУ. Деветата точка се однесува на тоа дека декларацијата бараме да се достави до Обединетите нации, Советот на Европа, Европската унија, ОПСЕ, Европскиот парламент и до сите пријателски народи. И во последната 10-та точка бараме декларацијата да биде објавена во службен весник и да влезе во сила истиот ден како општ парламентарен став за ова прашање од пошироко општествено политичко значење. Тоа е во поглед на содржината. Во поглед на деловничките можности кои ни ги дава како опозициона парламентарна партија која не учествува во креирањето на дневниот ред, деловникот дозволува на секоја преку една седница, значи на секоја втора седница, опозицијата да предлага точка на дневен ред и од тука ние ја предлагаме за
понаредната седница, значи 20-та седница, што очекуваме некаде на почетокот на ноември, спикерот да ја стави на дневен ред. Тоа е во врска со темата за оваа пресконференција. Доколку имате прашања било за темата или надвор од темата, повелете. Така. Ова декларација ќе ви ја дадеме, проникнува со една левичарска нишка. Мислам дека има простор за дискусија. Битното ни е да го отвориме прашањето за да се надмине овој сервилен однос кон соседите. Во фазата на носење очекуваме да се пегла текстот, меѓутоа како консензус тек допрва почнуваат внатре партиските преговарања со координаторите на пратеничките групи. Очекуваме да се изнеде некој взаемно прифатлив текст. Не мора да е овој истиот, меѓутоа ова е поидобна основа за која што ние би тргнали. Да се наводам за колегата, неформално вака со другите политички партии имат разговарано околу оваа тема? За сега ги немаме консултирано, значи ова е самостоен потек на мене и на Борислав Крмов како пратеници од Левица. До сега не е отворено ова прашање ниту на координација, ниту на взаемни средби со другите координатори. Ова прашање века се притисоците знаеме, треба многу време, не требаше и малце порано ова да се случи. Па да, требаше некој да го поднесе, еве сега ние го поднесуваме како поидобна основа за декларација. До сега собранието носело декларации со консензус, последната мислам дека е 2018, која се однесува за НАТО, за ЕУ има декларација слична оваква, ако се сеќавате, за осуда на Холокаустот и евреите од Македонија кои што се повторно под бугарска окупација. Значи има простор за разговор, има простор за дискусија и дебата, но се надеваме на позитивен исход на крајот од поставката. И уште едно прашање на тема за која што разговараме с теличарите околу Г7, сметате дека треба да продолжат тие за оваа тема или тоа да се преферли како? Не, сметаме дека таа комисија треба да престане да постои. Тоа е наведено во 7-та точка, бидејќи ја обвинуваме за историски ревизионизам, односно фалсификување на историјата. Да ве потсетам, после војната 47 година, по барање на тогашна социјалистичка Федеративна република Југославија, бугарите беа тие кои ги менуваа нивните учебници, за сега ние да бидеме тие кои што ги менуваат учебниците, така што сметаме дека ова е одраз на сервилната надворешна политика која што изминативе 4 години се води во континуитет, почнувајќи од Грција, сега преку Бугарија, утре може би некој нов сосед ќе ни поставува услови, така што ова е комплетно менување на пристапот од дефанзивен во офанзивен, бидејќи ние на крајот на краиштата имаме многу што да побараме од нашите соседи, затоа што не исполнуваат елементарни услови, особено во малцинските права. Зборувам и за Бугарија, и за Грција. Барате комисија да престане работа по жесток дипломатски одговор од председателот, што сакате да постигнете до тој? Сакаме да постигнеме да бидеме достоинствени во меѓународната политика, бидејќи како? Без разлика на цената. Цената сметаме оваа цена која ја плаќаме дека е одлика на сервилноста во политиката и дека во надворешната политика по-конкретно, а конкретно за председателот, бидејќи по устав тој е надлежен и е главен во меѓународната политика на државата, сметаме дека треба да биде малку поагилен, особено во одбрана на националните интереси, кога се тие загрозени од официјални лица на соседни држави, како што беше вчера изјавата на Каракачанов и други националистички и шовинистички провокации. Договорот склучен 2017 е мошне краток, вака ако го читате е јасен, меѓутоа има една одредба која што се однесува на јазикот, а тоа е непризнавање, де факто непризнавање на јазикот, затоа што реферира на македонскиот јазик со до објаснување кој се употребува во уставот на Република Македонија. Ако гледате историски македонскиот јазик е признат 77 во Атина на ниво на свет, така што е постар од уставот. Тоа значи дека повторно имаме тензичност и непризнавање на македонскиот јазик од страна на бугарска страна.
Очигледно да, меѓутоа повторно ќе кажам, мислам дека тие се осоколени од успехот на Грција, значи Преспанскиот договор беше мала врата за да се види дека барај 100 ќе добиеш 20, значи на тој принцип сега игра и бугарската дипломатија, што е послаба од грчката, меѓутоа има право на вето, да не забораваме тоа моќно оружје во било која фаза од преговорите кои можат да го искористат, така што сметаме дека треба достоинствено како народ да го одиме овој процес на приближување кон Унијата. Што очекува да се постигне со веројатно со усвојување на оваа декларација, тоа би значило прекинување на преговори со Бугарија, а тоа би значило и вето од друга страна. Па не, ветото виси дури и во ваква ситуација фактичка. Значи дури и премиерот Заев кажа дека можеби треба да го подготви народот за можно вето и не почеток на таа меѓувладина конференција, така што сметаме дека во меѓународните односи еднаш за секогаш треба да имаме ниво на офанзивност, односно ниво на реципроцитет со соседите, а не само да глумиме невини жртви во нивните експанзионистички барања. Благодарам.